Здраво дечки, денес возиме AMG, како што кажав пред неколку епизоди со ZS-от, кој што за прв пат ви го презентирав овој британски бренд. Ви кажав дека можеби наскоро ќе имаме нешто ново, нешто поинтересно, нешто што ќе ми смени дополнително многу попозитивно мислење за AMG, и тоа се случи сега со EHS. Бидејќи EHS е поголем, попрактичен, многу повеќе опрема, многу поквалитетно сработен, изгледа стварно многу убаво, но она што е многу битно за мене, а гледам и за MG, е тоа што 90% од времето знае дека го правиме внатре во колата. И тука треба да ни биде најубаво, најпрактично, да се чувствуваме најспецијално, да кажам, бидејќи гледате го интериеров. Кога последен пат сме имале на тест нешто вака да изгледа? Се осеќам како да возам Масерати, нешто толку и со италијански шмек, нешто да внимаваат на сите детали внатре, бидејќи, пак ќе кажам, 90% од времето ние правиме внатре во колата, и ако тука не е убаво, џабе надвор како изгледа со било какви дизајни, да е футуристичен и сето тоа е окей, но внатре ако не се чувствувате вака, џабе. Така да MG полн погодок направиле со EHS. Друго што треба да знаете од интериеров, бидејќи се е добро, стварно се е добро и квалитетно сработено, се е со премиум чувство. Овие вентилации тука ми дава чувство како во Volvo луѓе. Стварно внимавале на секој детал, се е меко и квалитетно сработено. Буквално нема ниту една работа да кажам ова не ми се допаѓа, ова не е добро сработено. Се е цврсто, се е квалитетно, не крцка, ама буквално ништо не крцка. Многу добро. Ми се допаѓа тоа што не поставиле премногу пианопластика, за нема нервози дека ќе се изгреве, дека со бришење ќе се направат флеки и така натаму. Знаете, имаме коментирано многу пати. Добро што поставиле наместо таква пластика некоја верзија на брусен алуминиум што изгледа убаво, го надополнува целиот дизајн. Друго што треба да се знае дека имаме 10-инчен инфозабавен екран на располагање, што е убав, голем екран, практичен. Има неколку работи што ќе ги извам како критика, тоа е 360 степени камерата, да се гледа секој детал од колата кога се вози, функционира добро системот, но едноставно е со понизок квалитет на резолуција, тоа малку ме нервира, бидејќи особено навечер кога најмногу е потребно да гледаме, едноставно не се добива тој квалитет што треба да го имаме. 12-инчен дисплеј пред возачот што ги покажува буквално сите потребни работи за возачот, брзина, километража, дали работиме на бензински мотор или на хибриден. Да, ова е плагин хибрид, но за тоа ќе дојдеме малку подоцна. Сега ќе се префрлиме тука позади, бидејќи тоа чувство премиум и луксузно што го има напред, го има и тука позади. Дополнително плюс на сето тоа е што имате премногу комфортна позиција за седење, мислам просторот го гледате за нозете, за главата исто така е одличен просторот, иако тука е панорамен покривот, нели би требало да се спушти, но не, убаво е, комфортно. Гледате дека наслон за грбот е стварно фантастичен, тука можам да уживам при возење. Не се чувствам во ниту еден момент нелагодно, било како, бидејќи стварно и тројца патници синат ќе биде преубав, бидејќи доле тунелот е многу низок, не е широк, можете нозете буквално ги ставите кај сакате и да не си сметате тројцата патника од позади, 2 USB порта што е супер практично. Тука некоја остава, имате ситна спортски седишта пред мене, но стварно погледов е пак преубав, бидејќи гледам напред што се случува. Друга работа што сега откривме со фичо што е позади камера, тоа што овој наслон за раката е стварно многу практичен. Две остави за шишење и плюс тука уште една остава веројатно за телефон клучеви, што и да ви треба, стварно многу убаво сработено, многу практично. Сега го одам да го видиме багажникот, бидејќи нуди 448 литри багажен капацитет, што е супер. Може би е малку намалена ради батериите кои што се поставени тука доле, но сепак е убав, практичен, добра коцкаста површина за товарење имате. Нема куќи за качалки. Зашто нема? Тоа е една работа што ми фали. Под оваа даска има се за репарација. Тука е акумулаторот и тука е полначот за батериите, што е супер, има
посебно место за него. Оваа даска е совршено рамна со ивицата на браникот, тоа го леснува товарањето на потежок багаж, не мора да ви објаснам, веќе знаеме што значи рамна ивица и сега може да почнеме да се возиме, да го видиме убаво интериерот. Дефинитивно кога ќе почнете да го возите EHS, ќе го добиете целокупниот заклучок на она што претходно претпоставував и го најавив, дека со овој модел за MG ќе имам многу попозитивно мислење и дека станува многу сериозен ривал на конкуренцијата. Бидејќи стварно ова што е сработено е квалитетно, внатре, надвор, го видовте, изгледа феноменално, ова што се нуди го нема во ниту еден друг премиум модел што сме го имале на тест, стварно го немало во ниту еден модел и ме фасцинира, многу убаво, јас се заљубив, но возењето, дополнително на сето тоа, помага бидејќи стварно многу е мек, не ги чувствувате, ама буквално ниту едни нерамнини дупки на патот. Во моментов сме на Козјак, верувам дека голем дел од вас биле тука, знаете дека патот е катастрофа на одреден дел, полне со дупки, но ниту таму не се покажа никаква мана, не се чувствуваат дупките. Многу е мек, стварно многу е мек како да лебдите на облачиња. Од друга страна, толку е многу стабилен, толку е многу стегнат да имате едно чувство слично како кај Ford Kuga-та што ја возев и можете да видите и таа епизода. Кај Ford Kuga-та спомнав дека вози како хетчбек и е нешто слично исто така тука кај EHS. Значи, иако издигнато возило, иако гравитацијата треба да игра против неа, едноставно имате чувство како да возите хетчбек. И тоа е многу добро, бидејќи ќе се чувствувате многу постабилни, ќе се чувствувате многу поудобни, ќе имате многу подобро чувство зад волан. Зад волан имам уште едно друго добро чувство кај EHS, а тоа е управувачкиот систем, стварно е многу прецизен, имате многу добра контрола над самото возило, особено во кривини, но има еден момент што не ми се допаѓа за што мислам дека голем дел од возачите нема исто така да го сакаат. На помали брзини се чувствува малку поголема тежина на воланот. Таа тежина е сосема окей кога станува збор посериозна брзина, поголема, но движење низ град и да се има ваква тежина на волан може да ве умори на одредени моменти. Не е нешто претешко, но за разлика од неговите конкуренти се чувства тежината. Во поглед на перформанси, EHS е фантастичен. 255 конски сили, 1,5 турбобензинец во комбинација со плагин хибрид технологија. Со плагин хибридот можете да проедете до 52 км само на струја, бар толку кажуваат од фабрика. Јас реално поминав некаде околу 40 км само на струја, што е супер, повторно. Интересно е тоа што немате ограничување на брзина, немате ограничување на километража, колку батерија имате полна, толку можете да возите на струја. Но имам тука една критика, не знам дали е до временските услови, претпоставувам дека е, бидејќи многу често се случува од електричниот режим да ме префрли во комбиниран, односно го стартува бензинскиот мотор за да зачува енергија, односно да бензинскиот мотор да работи за батериите, дали да одржува температурата, не знам, најверојатно, но тоа некако ми се случува пречесто кај негови конкуренти што сум ги возел, не се случуваше толку често и затоа малку ме буни. Но во глобала, кога станува збор за потрошувачка, имате потрошувачка која што ќе ви се спушти до 3 литри, комбинирана зборувам. 3 литри е смешно на 255 конски сили на еден автомобил кој што е стварно брз, наставно стискате на гаста без никаков проблем. Во моментов сум на струја, стотка. Фантастично. Фантастично. Браво. Но мислам стварно многу добро управува, но кој ќе се уклучи бензинскиот мотор, малку
Имам една критика за менувачот, кажа дека 10 степен автоматски менувач, но некако се чувствувам повеќе како да е цевета отколку да е со 10 степени, од причина што знае да задржи брзина на повисоки обртаи, да не ја смени и да почувствувате поголема бучава, а да нема причина за тоа. Може едноставно да се смени друга брзина, ги има 10 на располагање, да намали на потрошувачка, да си помогне самиот на себе, да не ви пречи на вас. Ама не се случува, не знам, малку ми е конфузен менувачот. Во поглед на комфорност, фантастичен, не се чувства ништо, освен звук. Чувствувате на звук дека се сменила некоја брзина, некој степен. Вака нема никакво трзе, нема никакво менување, нема ништо. Феноменален. Од тој аспект феноменален. Сега за цената 42.900 во оваа боја. Има уште една боја во понуда сива, таа 43.900. Ако ги споредиме со конкурентите, ќе видиме дека таа цена и не е многу, бидејќи е плагин хибрид. Има голема разлика во цена, се исплаќа многу повеќе. За цената мора да потенцирам дека добивате фул опрема, интериеров, што пак ќе кажам го нема никаде. Ова продава, ова е првиот момент што ви влегува во око и кажувате, тоа е тоа. Искрено, јас се залюбив. Ја сакам колава. Сериозно размислувам за неизино купување, ма сериозно ви кажам дека јас лично би го одбрал ова, бидејќи ова ми е уживање, да го имам секој ден, но овој поглед ми е фантастично. Ова комфортно што нуди, фантастично. Оваа потрошувачка што имам, идеално. Целиот пакет, тоа е тоа. Ако уште некој 2 до 3.000 евра пониска цената, ќе биде полн погодок. Луѓе, тоа е MG EHS. Направете subscribe, ние сме најпопуларниот YouTube канал во Македонија. Затоа следете не, за да имаме уште поинтересни возила на тест и уште поинтересни видеа. Чао!